Почитувани ученици, добре дојдовте во училница на часот по математика за 9-то деление, на кој што ќе зборуваме за агли на многоаголник. Целта на овој час е да научиме да го пресметуваме збирот на внатрешните агли во многоаголникот, како и збирот на надворешните агли во многоаголникот и да одредуваме големини на непознати внатрешни или надворешни агли. Меѓутоа, пред да преминеме на изучувањето на аглите на многоаголникот, најпрво да се потсетиме што е тоа многоаголник и какви видови многоаголници постојат. Многоаголник е 2D форма која што е формирана само со прави страни. Што се однесува пак до видовите многоаголници, според бројот на аглите, многоаголниците може да бидат триаголници, четириаголници, петаголници, десетаголници, енаголници и така натаму. Исто така, друга поделба на многоаголниците е на правилни многоаголници и неправилни многоаголници. Правилни беа оние многоаголници кај кои што сите страни се исти и сите агли се исти. Трета поделба на многоаголниците е според големината на внатрешните агли. Па така, според големината на внатрешните агли, многоаголниците можат да бидат конвексни многоаголници, а тоа се многоаголници кај кои што сите внатрешни агли се помали од 180 степени. Такви се многоаголниците кои што се дадени на првата слика и гледаме дека кај секој од нив внатрешните агли се помали од 180 степени. Освен конвексни имаме и неконвексни многоаголници, тоа се многоаголниците кај кои што барем еден внатрешен агол е поголем од 180 степени. Такви се многоаголниците на втората слика и гледаме дека кај секој од овие многоаголници има барем еден внатрешен агол кој што е поголем од 180 степени. Тоа е на накратко повторување за тоа што се многоаголници и какви видови многоаголници имаме, а сега ќе преминеме кон изучување на збирот на внатрешните и збирот на надворешните агли во многоаголникот. За да можеме да зборуваме за збир на внатрешни агли во многоаголник, ќе се повикаме на едно претходно знаење, кое што се однесува на збир на внатрешни агли во триаголник. Сите ние знаеме дека збирот на внатрешните агли во триаголникот изнесува 180 степени. Токму ова знаење ќе го искористиме за да дојдеме до формулата за збир на внатрешни агли во било кој многоаголник. Така ќе тргнеме од прашањето на колку триаголници може да се поделат четириаголникот, петаголникот и шестаголникот со повлекување на дијагонали од едно нивно теме. Па така, ако во четириаголникот повлечам дијагонали од едно негово теме, тој ќе се подели на два триаголници. Ако во петаголникот повлечам дијагонали од едно негово теме, тој ќе се подели на три триаголници, и ако во шестаголникот повлечам дијагонали од едно негово теме, тој ќе се подели на 4 триаголници. Она за што сега сакам да размислиме е како всушност бројот на триаголници на кои што може да се подели многоаголникот со повлекување на дијагонали од едно негово теме е поврзан со вкупниот број на темиња што ги има многоаголникот. Така, например, кај четириаголникот тој има 4 темиња, а се дели на 2 триаголници. Кај петаголникот тој има 5 темиња, а има 3 триаголници, се дели на 3 триаголници. Кај шестаголникот тој има 6 темиња, а се дели со повлекување на дијагоналите од едно теме на 4 триаголници. Значи, бројот на триаголници на кој што може да се подели секој од овие многоаголници со повлекување на дијагонали од едно негово теме, секогаш е за 2 помал од вкупниот број на темиња. Па така, ако многоаголникот има n темиња, тој ќе може да се подели на n-2 триаголници. Ова ние ќе го искористиме за да ја најдеме формулата за пресметување на збир на внатрешни агли во многоаголник. Рековме дека тргнуваме од тоа што збирот на внатрешните агли во секој триаголник е 180 степени. Па тогаш збирот на внатрешните агли во четириаголникот, кој што рековме се дели на 2 триаголници, ќе биде 2 триаголници, секој од нив по 180 степени внатрешни агли, ќе имаме дека збирот на внатрешните агли во четириаголникот е 360 степени. Додека пак збирот на внатрешните агли во петаголникот, кој што може да се подели на 3 триаголници, ќе биде 3 по 180 или збирот на внатрешните агли во петаголникот ќе изнесува 540
степени. Ова постапка да ја продолжиме и за шестаголник, и за седомаголник и така натаму. И со тоа ќе дојдеме до општата формула за пресметување на збир на внатрешни агли во било кој многоаголник, која што вика дека збирот на внатрешните агли во енаголникот ќе го пресметуваме со формулата n-2 по 180, каде што n-2 всушност е бројот на триаголници на кои што се дели многоаголникот со повлекување на диагоналите од едно негово теме. Оваа формула можете и да си ја запишете и понатаму ќе ја користиме нејзе во решавање на задачи, каде што ќе треба да го одредиме збирот на внатрешните агли, или пак ако ни е даден збирот на внатрешните агли на многоаголникот, ние да одредиме за кој многоаголник станува збор. Сега кога видовме како ќе го пресметуваме збирот на внатрешните агли, да видиме како ќе го пресметуваме и збирот на надворешните агли во многоаголникот. И тука ќе се повикаме на едно претходно знаење, кое што вика дека во секое теме на било кој конвексен енаголник, збирот на внатрешниот агол и надворешниот агол секогаш е 180 степени. Тоа го имате и на конкретната слика, каде што гледаме дека во секој од темињата збирот на внатрешниот и надворешниот агол секогаш е 180 степени. Или можам да кажам дека краците кои што не се заеднички за внатрешниот и надворешниот агол формираат една права, односно формираат рамен агол кој што изнесува 180 степени. Значи, уште еднаш ќе повториме, во секој теме на конвексен енаголник, збирот на внатрешен и надворешен агол изнесува 180 степени. Па така, ако еден енаголник има n темиња, тогаш збирот на сите агли, и внатрешни, и надворешни, ќе го пресметуваме како n по 180, каде што n е бројот на темињата, а 180 е збирот на внатрешните и надворешните агли во едно теме. Кога го знаеме збирот на сите агли во многоаголникот, и внатрешни и надворешни, од друга страна, кога знаеме да пресметаме збир на внатрешни агли во многоаголник, ќе можеме да го пресметаме и збирот на надворешните агли. Па така, збирот на надворешните агли ќе го пресметаме кога од вкупниот збир и на внатрешни и на надворешни агли ќе го одземеме збирот на внатрешните агли. Вкупниот збир и на внатрешни и на надворешни агли се пресметува како n по 180, а збирот на внатрешните агли видовме дека се пресметува со формулата n-2 по 180, па со одземање n по 180 минус n-2 по 180 степени, n по 180 и минус n по 180 можам да ги поништам и ми останува дека збирот на надворешните агли е само 2 по 180, односно тоа е 360 степени. Па така ќе дојдам и до заклучокот дека збирот на надворешните агли во секој конвексен енаголник е 360 степени. Она што е битно за овој час, значи е да запомниме која е формулата за пресметување збир на внатрешни агли и дека збирот на надворешните агли во секој конвексен енаголник е 360 степени. Сега да видиме како ова стекнато знаење ќе можеме да го искористиме во конкретни примери. Примерите се едноставни и се многу лесни за решавање. Првиот пример вика: пресметај го збирот на внатрешните агли кај 18 аголник. Ќе ви оставам кратко време да размислите како би го решили овој пример. Бидејќи се бара да го пресметаме збирот на внатрешните агли кај 18 аголникот, тоа значи дека n е 18. Уште ако ја знаеме и формулата за пресметување на збир на внатрешни агли, која што вика n-2 по 180, тоа што директна замена на n со 18
ќе добиеме дека збирот на внатрешните агли во 18 аголник се пресметува како 16 по 180, односно тоа е 2880 степени. Втората задача се однесува на тоа да го најдете многоаголникот, односно да најдете за кој енаголник станува збор, ако е даден збирот на неговите внатрешни агли и тој изнесува 2340 степени. Ќе ви оставам исто кратко време да размислите како би постапиле. Повторно тргнуваме од збирот на внатрешните агли во многоаголникот и имаме дека n-2 по 180 во овој случај е 2340 степени. Она што треба да направиме е да ја решиме равенката за да видиме за кој многоаголник станува збор. n по 180 минус 2 по 180 е 360, сето тоа ќе биде 2340. Со решавање постапно на равенката, добиваме дека 180 по n е 2700, односно n ќе биде 15. Со што можеме да кажеме дека ако збирот на внатрешните агли во еден многоаголник е 2340 степени, тогаш тој многоаголник е 15 аголник. И третиот и последен пример за денес се однесува на тоа дека треба да одредите големината на непознати агли во петаголник. Имате два агли кои што се познати, тоа се аголот А 130 степени и аголот Д 75 степени и непознати агли Б, С и Е. Што би искористиле за да ја најдете големината на аглите Б, С и Е? И тука повторно би го искористиле збирот на внатрешните агли. Претходно во излагањето кажавме дека збирот на внатрешните агли во петаголник изнесува 540 степени. Па сега, ако ги собирам сите агли, А плюс Б плюс С плюс Д плюс Е, нивниот збир ќе изнесува 540 степени. Со ослободување од заградите и со собирање на сличните членови, ја добивам равенката 3х плюс 195 е еднакво на 540. Со постапно решавање на равенката, ја добивам вредноста на х, кој што изнесува 115. Меѓутоа, со ова задачата не е дорешена, затоа што ние го најдовме х, сега треба да ја најдеме големината на секој од аглите во темињата B, C и E. Како тоа ќе го направиме? Со директна замена на х со 115. Па така, аголот ки темето B, кој што е х минус 5, ќе биде 115 минус 5 или 110 степени, аголот ки темето C, х плюс 30, ќе биде 115 плюс 30, 145 степени и аголот ки темето е х минус 35, ќе биде 115 минус 35, односно аголот ки темето е ќе изнесува 80 степени. Тоа беше и последниот пример за денес. Она што имам да ви го кажам за крај, тоа се да ви посочам на неколку линкови кои што можете да ги посетите. На нив може да најдете се она за што зборувавме денес, за збир на внатрешни агли, збир на надворешни агли во многоаголници. Исто така што се однесува до задачи за решавање, а кои што се однесуваат на одредување на збир на внатрешни агли во многоаголник или пак на одредување на големина на внатрешни или надворешни агли. На такви задачи можете да најдете и во учебникот по математика за 9-то одделение, а исто така и во збирката задачи по математика за 9-то одделение. Јас ви посакувам успешна работа и ви благодарам.